Почитувани, во петокот гувернерот Богов објави промена кај монетарните инструменти што ги користи Народна банка. Најважната промена е поврзана со начинот на кој банките во иднина ќе купуваат благајнички записи на Народна банка. Досега, банките можеа да купат неограничен износ на благајнички записи по каматна стапка однапред утврдена од страна на Народна банка. Од сега натаму, износот на благајнички записи ќе биде ограничен, а благајничките записи ќе можат да запишат само оние банки што ќе прифатат најниска каматна стапка да им биде платена од страна на Народна банка. Според гувернерот, износот на благајнички записи, како последица на ваквата мерка, ќе се намали за околу 10 милиарди денари или за околу 160 милиони евра. Гувернерот Богов треба да им објасни на граѓаните која е целта на промената. Дали гувернерот мисли дека монетарната политика досега била премногу рестриктивна, па треба да се олабави? Тешко веројатно, бидејќи пред кусо време тој самиот изјави дека монетарната политика никогаш не била полабава. Дали гувернерот мисли дека нема закани за стабилноста на цените? Тешко веројатно, со големите поскапувања на бензините, струјата и парното грејење, а тоа е трошок што фирмите не можат неограничено да го абсорбираат на своја сметка и преку поскапување на своите производи ќе го префрлат на крајните потрошувачи. Ова значи дека чекорот на гувернерот не е поврзан со монетарната политика и со стабилноста на цените. Со што е тогаш поврзан? Промената на начинот на купување на благајнички записи на Народна банка ќе произведе еден сигурен губитник, една неизвестност и двајца сигурни добитници. Сигурни губитници се оние што штедат во банка, бидејќи банките ќе ги намалат каматните стапки на депозитите, за да ги компензираат приходите што ги губат со тоа што не можат да запишуваат благајнички записи како досега. Она што е неизвестно е дали и колку ваквата мерка на Народна банка ќе придонесе за зголемување на кредитирањето. Но и самиот гувернер рече дека тоа тешко ќе се случи, затоа што банките се судираат со зголемени ризици. Сигурни добитници од мерката на Народна банка се самата Народна банка, бидејќи ќе ги намали своите трошоци за водење на монетарната политика, и владата, бидејќи дел од парите на банките, наместо за благајнички записи, сега ќе одат за купување државни харти од вредност, односно ќе го полнат буџетот на државата. Значи, гувернерот се лаже, ако мисли дека јавноста нема да ги види неговите намери. Ова е втор случај во кој гувернерот презема контроверзни чекори. Прв пат тоа се случи со неговиот контроверзен предлог за избор на последниот вице-гувернер. Овој месец Република Македонија слави 20 години монетарна независност. Еден од столбовите на кои се потпира успешното работење на Народна банка е чување на незината независност. Ние секогаш жестоко ќе ја браниме независноста на Народна банка. Но му порачуваме на гувернерот и тој да ја чува незината независност и да не ја претвори Народна банка во филијала на владата. Ова не е партиска работа, ова е за доброто на сите граѓани на Република Македонија. Благодарам.